Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва уште една емисија во рамките на оној серијал кој ви го најавив дека го правам веќе неколку емисии под насловот Шармот на Скопје. Вечерва гостин во студиото е мојот драг пријател Љупчо Ангелов. Љупчо, добро вечер, добре дојде. Љупа е твојот прекар, да те знаат, од бонтон е ред да те титулирам како да си член на Македонска академија на науки и уметности, иако би требало да бидеш по мене. Фала многу, добро вечер. Добро вечер, добре дојде и се надевам, види имаме долга километража, јас и ти, она што ти го имаш акумулирано за овој град и за ова поднебје, ретко кој. Тоа се гледа преку неколку страници кои ги имаш на Facebook, вклучително и твојата страна, но и страниците како што е Скопски урбани ликови, Скопски приказни и така натаму. И морам да признам дека и самата страна Скопски приказни ми беше на некој начин инспирација да направам, да документирам еден ваков серијал, па што испадне, испадне. Љупа, моето прашање, прво и основно, низ кое треба да се провлекува целиот разговор е шармот на Скопје. Што е шармот на Скопје? Што е шармот на Скопје? Не знам. Шармот, луѓето се пред се шармот на Скопје, затоа што не знам што друго би било. Ние немаме некои знаменитости, оние од светски, имаме, како немаме, само не се доволно не се доволно познати, не се презентирани како што треба и остана на луѓето. Значи шармот на Скопје на кое што ти мислиш е се луѓето. Значи тоа сме јас, ти и многу такви како нас и тоа. Кажи ми, што памтиш, од кога почнува твоето шпартање низ градов? Многу одамна. Што би рекол Цајо, не знам. Сега се вака одма да кажам, значи немам намера да ги спомнувам сите, значи уз муабет кој ќе ни падне, сега некого ќе спомнеме, некого не, некои места ќе спомнеме, некои не, но многу одамна. Мислам така, шуњало, уште ние дискана, мислам за време на Југославија, Огниште, Мусандра. Види 90% од разговоров ќе биде у Југославија. Да. Тоа е, значи, почнува негде, за тебе, да кажем, од гимназија, да кажем. Значи, до осмоделение тука било локално, Шенеда, Тафталиџе и оваква. После тоа, али тоа не беше воопшто нешто. Што паметиш ти за Шенеда? Кои години и како беше таа шема? Кои луѓе, кој го држеше, кои луѓе идеа? Што беше шемата, што беше музиката, колку саат идеше? Имаш ли некое паметење за тоа? По година точно не знам, малце со години, меѓутоа знам дека тоа беше двајца браќа. Љубе Шенеда, за жал сега починат, и брат му Јовче. Тоа беше во една куќа, подрум, и во Тафталиџе на Варшавска улица, карчи змија, мислам се, после што се отвори. И тука се влагаш, и дури, мислам, јас кога почнав да идам, тоа веќе работеше, мислам, и пред тоа неколку години, но тоа беше, како да ти кажам, уште не да сме биле, мислам, доживљај, догаѓај, мислам, влагаш унутра, тука Љубе покоен пушта музика, даваш у денешно време, не знам, 30-50 денари, влагаш унутра, купуваш пиво. Со консумација беше, така? Па имаш и консумација, и гардероба, тука од мало сите работеа, мислам, запослени. Имаше, и мислам, и главното она што, не знам, што те може во прошлата емисија го спомна. Не е битно што спомнале, ти да спомнеш. Главното за Шенеда, влагаш унутра, мислам, тоа подрум, гаража и внатре ѕидовите мокри. И одма си се вади, нели, муабет, дека дошол тоа време, Династија се емитуваше, почна да се емитува и главна серија, значи, Династија која беше на телевизија, не имаше надвор ни кола, ни човек, ништо не се функционираше. Династија гледавме и Керингтон дошол во Скопје и го однеле у Шенеда. И влегол унутра и ги видел ѕидовите мокри, рекол, све сум видел, ама ѕидови што плачат не сум видел и колку пари кошта, демек не е битно да ја купам. Одма се вадеше наредниот ден, више има муабет некој за кој што се припричава. Каква беше шемата таму? По шминка, музиката? Музиката се знае. Мислам, диско, она итало диско малце, ќе отидеше Љубе се сеќавам у Италија, ќе купеше неколку синглици, така, некои не можам да ми текне на тие групи кои беа некои песни, оние тие беа групи, знаеш, за една сезона, со по 2-3 хита, ама добри, и после, мислам, фанк, обавезно, мислам, Тафталиџе, фанк и наредени сите со главите. Grandmaster Flash. It's like a jungle sometimes, it's like wonder. Тоа е подоцна, ама се веќе. И пред тоа, тие Gap Band, Kool and the Gang, не знам, сега да не ги тоа се беше, мислам, мораше, тоа ни беше нашата, по тоа бевме познати во Тафталиџе, ама и сите што доаѓа, мислам, тука
Успевавме сите да влеземе или надвор беше калабалакот? И од колку саат почнуеше тоа? Не ми текнува, тоа е, ама... Ако, ја види, моје да изседам што можам од тебе. 9 или не знам, па се седеше дока и при 11, не знам, не верувам покасно дека било. Тоа беше, ќе влезеш унутре, ќе опнеш неколку пива, ќе поиграш обавезно играње, значи играњето беше институција во Скопје, по тоа беа мислам нашиве диска познати, препознатливи, влагаш и сите на подиум, нема како сега седнати сите нешто гледаат, нема сите на подиум, значи немаш човек да видиш да седи, мислам ептен тоа треба не знам што да му е за да седи. Сега после се смени, добро. Сега сите гледаат само. После тоа? После тоа дома. Дома? Не се продолжуваше шемата, значи рано враќавме. Имаше на железничка станица, ти го памтиш на баракчено што работеше, од таму, ама тоа по старите, со мотори, по еден, по двајца, по тројца, и тама уште по пиво, две, некоја тепачка, мислам, на водници, нели тука, ама тие беа, тепачките беа бенигни, мислам, не беше тоа како како после што имало тепачки, ќе дојдат, ќе си ги измерат моцно тие што се главните од малата или не знам што ќе се намаштате на други се шалат и на крај после заедно ајде на пијачка, на пиво и дома. Ја мислам дека и се идеше и кај драгсторот во трговски центар. Тоа беше на ескалаторот. На ескалаторот тука дремење, пиење пиво. Како не? Купиш лепче, Центро беше десно на влезот од трговски, како не, да. Тие беа, немаше и после некој иде кога се отвори железничката нова, таму имаше некој се одеше, работеше на Феротурист, или не знам чиф ресторан беше тоа. Тој работеше 24 сата изгледа и таму, ама што влагаш улица? Детска шема од тоа време памтиш нешто? Не. Значи јас сум не го фаќам на времето на камел, на ванила, тоа сум модел со мајка ми со татко ми ќе пројдам, ќе видам гужва. Сестра ми искачаше таму пред ванила, што е тоа, мислам, вака народ. И пред камел тука одоколу ќе зирнеме, мислам, ама не сум го фатил сега, јас сум помлад за таа шема. А нашата денска шема кај почнува? Почнува кога почнавме веројатно да искачаме по Бони. Ани, ние одевме во Бони, малце беше, после се отвори пирамида и тука беше, тоа беше обавезна денска шема. Значи тука можеш у школа да не се отиде, али тамо да не отидеш, немаше шанси, мислам. Одиш тамо, нескафе, надвор, цел град митинг, па знаеш, мислам, знаат сите. Не, објаснуј го као да никој не знае. Како да објаснам? Значи се што ти доаѓа слика у глава, сите имавме место свое. Секој се знаеше у толку и толку саат, у 12:30 мора да си тамо. Се знаеше кога ќе влезеш на пример во Бони, кој е доле со кацар покојни, тој ни почина, мислам. Кој седи доле со него, телевизор да имаше, кој што пие, се симнуваш доле. Ту секој имавме свое место, свое каче, значи доаѓаш, немаше мобилни телефони, немаше локации, па кај си што си. Терасата позади? Терасата беше, мислам, тоа беше монденско, мислам. Обавезен инвентар беше чешлар, позлар до. Абе сите. Брат му на кацар беше на вакво на врата тука стоеше, мислам, значи можеше влезеш во Бони, ама да влезеш на терасата беше поново, мислам, селекција. И он со ногата. Не знам, мислам слободен дека се викаше и на шанк стол седеше и со ногата. Со ногата, да. Типеден, како ладен, рампа да. на терасата. И не може. Абе како не може. И кога ќе те пушти, беше се пуштен, си за секогаш си пуштен, да, мислам, да, тука да, доаѓаш, ама нема пушти ги со мене, ти доаѓаш, мислам. Абе тоа беше чудно, мислам, да влезеш да пробеш, пошто тоа беше колку студио, помало од студиово, тераса. Но паметиш дека таму исто и навечер беше шемата и беше цело корзо кој покриваше, па дури полиција на многу пати не тепаше, затоа што се приближувавме до зидот на грчкиот конзулат. Да. Добро, мислам, јас тепање од полиција тој период не памтам, ама имаше можеби ако некој, во главном бевме мирни, значи не бевме некои, тука немаше некои ексцеси да се случува нешто. Не, чисто од гужвата она од безбедноста да не тргни се ова и ќе летнеше по некој пендрек. Така е. Не, главен беше, мислам, ометач на Кали, на Ери и дедо им пред пирамидата со цревото што не бркаше, ти практички дома му влагавме. Чекај, кажи. Пред пирамида. Карши пирамида уствари. Кали на Умовска, глумицата. Добро. И Ери сестра и тука, не знам кој, дедо им нивни, знам дека има едно куче, има пекинезерче некој, ама ти тука улицава збиени и почнеш више им влагаш у влез и дедо им искачаш со црева не прскаше. Тоа. Ама точно се знаеше, пирамида беше после малце пошминка, така, аце и бети прајање, мислам, локал, внатре со, онака дотерани луѓе, со музика, со пијачки, нескафе, не знам, джин тоник вамо тамо. И тука се знаеше, мислам, влагаш,
порачуваш пиење, застануваш, на своето место дојдеш, не ти го зима никој, ако има тука 2000 народ, на твоето место нема никој, мислам, до олукот, например, кај што си стоел или до оградата, тука си. Интересно. Што памтиш? Кои луѓе ги памтиш у таа шема? Ти со кого искачаше? Кој е твојот круг на луѓе што ги памтиш? Тогаш, значи, искачавме од мало, да кажеме, јас со Јаков, со Гораст, Бојан, Сашка, не знам, кои тие другарки, Јана, Жане, Елена, не знам, они помалку мислам, меѓутоа тука тогаш од мало доаѓавме, да кажеме, значи малското друштво, не гимназиското. Па после ја проширивме. Кој кога ќе се запишеше, да речеме, во прва година, Гора се запиша во Јосип Брос, ја бев една година помал, меѓутоа одма се запознавме тука со Триксон, Џоле, други некои, мислам ни се шири, више почнуваме да се одиме по журки едни по други, па тука нели девојки, симпатии едни со други, мислам се расширува веќе друштвото. Па јас дојдов во прва година, па ја нови другари и така се спомешавме, мислам. Шармот на Скопје не е само кафаните кај што искачавме, иако е највпечатливото, бидејќи најголемите случувања на дружби се случуваат таму, но има еден кој вика, Јанко, кога збориш за шарм на Скопје, не смееш да го забориш рекорд. Зошто викам рекорд? Вика, кажи ми, дали колку луѓе има, 70, 80 и 90 кои си ги чекале своите девојки на таа автобуска станица. Сам вика дека епицентарот на љубовта беше таму, она ќе дојде, па ја гледаш од автобус. Имаше ли ти така нешто на Сигурно, памтеш? Да. Па добро, сме се чекале пред рекорд. Да, тоа беше, мислам, како да ти кажам, лендмарк. Нема луткај, дори сега имаше пред која буква, нели пред Р-то, пред О-то, пред К-то или пред Д-то. Сега тие едни до друга. Тоа беше. Имаше таму, тие беа фреквентни автобуски тука, мислам, беше врвулешник, што викаме ние во Скопје од народ и дури сега. Ама тамо, да, главното место за чекање беше тамо. И после тоа одиш дали кино, дали негде. Корзото? Не, Корзо не памтам ја. Корзо сум слушал од постариве другари. Мислам во Скопје Ванила не ја фати ти. Ванила, значи не сум искачал, сум прошол, ти кажувам, со моите на пример некогаш ако сме останале, сме отишле во трговски нешто да купиме, па да пројдеме да видам што било тоа, округлите скали тука застанати, мислам. Тоа време не. Не. Значи моето време сега почнува како да кажам, со Бони, Јани, со Пирамида. Прво искачавме Малски. Уствари, тој момент Малски искачавме, имаше една Ванила на Партизанска, кај што е сега пумпата тука, од другата страна, са не знам што е некоја книжара, и тука искачавме цело мало тука. Па после почнавме, уствари, од тука да одиме на кај Палма. Палма беше исто големо собиралиште. Милион деца, мислам, тамо. Палма во Карпош? Во Карпош, да. Уште тогаш беше. Со точаци, со некое моторче, точаци, пешки, вамо, тамо, мислам, Палма беше летно време, како ти кажам, вака. Од Палма, уствари, после почнавме да искачаме едно време и пред Малага, ако се сеќаваш. Пред Малага, сладкарницата. И тамо имаше вака, мислам, збири. После тоа почнавме по Бонијани, по Пирамида. Да, така, уствари, таа е хронологијата. Значи, првото време со првите кафичи Џули, Камел и така натаму, ти си премногу мал, веќе она втората, кога доаѓаат Бони и Ани, кога доаѓаат другите кафичи, знам ти беше доста активен и често се гледавме, бидејќи нели, ја во ноќниот живот заедно, скоро... Многу прегрмевме заедно. Заедно прегрмевме. Можеш ли да ги наброиш местата каде ја шо пуштав музика и ти работеше, чисто да се подсетиме овакво? Тоа беа булевар... Прво од кај, сега мислам дека прво те памтам од Галаксија. На Седек. Се сеќаваш? Како не се сеќам, таму пуштав музика, Томе Опрема носеше, Томе Корнер. Па после некој реновирање направија и така, мислам, Галаксија беше, мислам, место за клубче и пол, никој не го спомнува. Колку мало место, колку многу народ се натепуевме. 1000 карти имаше, 1000 карти умарата, многу народ беше овде кај успеваше. Ја мислам, сега вака баш си го навраќа зидовите плачеа. И тамо беше малце, ама таму имаше и ќумбе едно на дрва, така што ги сушеше зидовите поише. Зашо микрофонот удира така? Што е проблемот? Не, јас да не вртам можеби. Не, ти си окей, нешто технички ми е, ама добро, чим не ја прекинуваат емисијата, продолжува. Многу одамна беше тоа со Галаксија на Седекот. Многу. Каква шема беше тоа збутано едно, сега да го барам тешко ми е да го
пронајдам. Тамо е Карши центар за странски јазици, нели во уличката, се сеќаваш, не Сокаче кај што беше таа другата, баш Карши центар за странски јазици. Искача, малку се искача на таа уличка, се искача на Илинденска се искачаше, мислам. Не се праќаше со кола, ама тука негде пред сега има зграда нека тука направено. Место бе, тука тука неколку години траеше тоа. Види, ти памтиш некои работи од таму. Галаксија. Што памтиш од луѓе таму? Ангела? Како не? Ангела, Сонја покојна. Сонја почина, Цаковиќ. Другарките. Знам. Сонја, Ангела, Јоана, тоа беа моите другарки, со нив искачавме, Сашо Масевски, ове дури мислам пред Тропикана времето. Сите искачаме, да. Мислам дека или е тука или е така, да. Да. А ја памтам по миксетата Томе што ја донесе Тикот. Ја памтиш. Како не може да не се памти тоа, мислам. Тоа е легендарна миксета, човече со дрво, со кожа, со Што беа миксети, прво немаше миксети, па после се појавија нели со некои ефтинки на поднаправени. Ова беше сериозна миксета за секаде. Видиш интересна работа сега кога ќе се навратам. Вие бевте меѓу народ, ич немав мерак, пошто правевте шема, другари, женски, растуравте, вие бевте главните фраери. Љупа, немаше, тебе и денеска те знаат, ама не, остај ти тоа. Знам ја. Али мене не ме интересираше тоа, ја поише музика. А што испаѓаше? Женските подоаѓаа кај мене затоа што нели кај дижокеот да застанеш те гледаат сите, тоа беше. Па јакната дали може да остане? Ја не го капирав тоа, мислев нешто дека е заради мене. Значи тоа беше рейтинг да застане, да влезеш во кабина. Па се сеќаш после во Силекс што беше, мислам унутра по 10 женски позови тебе, ти пушташ, ти таму еднаш се скаравме у Силекс. Што се скаравме, кажи ми. Доаѓаат, едни се барат песна, некоја, не знам, ја игра девојчиња, Јанко пушти ми, ја пушти сега прва, пушти ја пак нема пуштам, не ми благо, пушти ја, не ме нервирај, нешто се наѓути ти, ќе сидам овако и отиде. Ја дојдов пуштим една-две песни, викам, идете барајте го одма, нека доаѓа, нека се враќа. Ама знаеш како? Личи на мене. Да. И се врати ти, мислам, после Силекс. Ете, Силекс, да. Човече, што е ова? Љупа, ти донесе еден куп ова што се покани, гратиси, влезници. Не постои, така функционираат дискотеките во тоа време. Да поделиш некому вакво, што беше шемата? Ја памтам, ке дојдев на работа, спремав, пуштав сентиши, чекав да дојде 10 саат, негде ко 8-9 доаѓав на работа таму, а вие бевте растрчани на сите страни. Не, уствари, првим седнувавме вака сите, ке се видевме некои зилјави муабети овона. Картите ги добивавте. И дај ми мене, ти кај кидеш, ја кидам тамо и тамо, сега кој кафичи, не знам, се бе. Кај си, шо први, шо вона, вамо и тамо? На газата толку, на овој толку, и по девојчиња, по машки, значи, беше тоа, тогаш почна оној менаџерлук, ние мислам сега што... Тогаш станавте менаџери. Тогаш, ствари, некои викаат го расипавте градот, нели, не се продава карти. Напротив, мислам, тогаш почна баш онаа забава во големите дискотеки да ги селевме ние луѓето, праве естрада, да. Која беше бе ова? Естрада тоа беше на Макотекс, базените кај што се на Кале, кај што беа. Добро, ова е подоцна нешто. Па тие беа естрада, после ја прекрстија во Горила, мислам беше на Покоен Марта или не знам кој се држаа така. Бог да, не се сеќам. Добро што те викнав. МНЦ. Тие карти сум ги сочил, јас ги имав едно... Мал, човече, беше ребрендиран цел. Прво, Hard Rock, тогаш се отвори Hard Rock, па Hard Rock стана Marlboro number 1 клуб и веднаш МНЦ после тоа стана Pall Mall. Значи... Во суштина, пикот доаѓа со Hard Rock и со МНЦ. Па да. Ја бев у војска, тој период негде 87-8 или не знам, кога се отвори МНТ. И мене ми пишува, тоа функционираше, мислам, писмо. Ми опишува дискотека, се отвори, дола вода, проаѓа, мостови, вамо, тамо. Ја појма немам, мислам, не можам да разберам и кога дојдов, стварно тоа беше шок за мене. Пред тоа, мислам, имаше диска, ама со МНТ, мислам, сега реално да збориме, која отворија, нели... Само у Грција диската не знам, стварно беше тоа, можеше да се мери. Тука уствари јас почнав да работам по диската. До денеш ми се, не знам преку кого, сега се знаевме ние, нели, со Томче, со овој, со оној, вамо, тамо ме викаат на разговор, Антар и Џоле ме викаат. И сега што е работава? Они му се отвори после МНТ се отвори, мислам, Hard Rock. Сега малце може така. И ги зима сите сите гости.
А така беше, не работеат без дискотеки. Една работеше, знаеш, колку да беше добро, се отвара друга и како дознава, како преку еден ден, една вечер има 5000 луѓе на 3000, другата вечер нема ни еден. И ме викнаа мене, заради тоа што претходно го викнале Зеко покоен, сега мислам наш Зеко Џони, и како, ако се добро се сеќавам на приказката, не знам, они му понудиле, не знам, 3% или како беше нешто од карти, он им побарал 5 и нешто не се договорили, сега ме викат мене ме снимиле. Чекај, да им објасниме на луѓево што не знаат. Да. Значи, во меѓувреме, ти и наброј ги другите луѓе кои бевте многу популарни, млади, згодни, модерни у тоа време и кои женските пред се ве знаеа, а чим женските ве знаат, сите машки ве знаат, бевте познати затоа што идевте во сите кафичи и делевте карти. И на таков начин вие бевте инфлуенсерите први кои привлекувавте народ да дојде на тоа и тоа место. Најчесто за дискотека. Кога дојде Антар да ја направи, он мораше да повлече џолевците со Томе. Први ја направи и собра кремот. Ве имавме тогаш овакво. И сега, Антар му требаше нови луѓе, ама нема нови луѓе, вие бевте главни. И затоа, нели, трансфери да преидеш у друг клуб. Знаеш, ствари грешка сум. Хард Рок го отвори Антар и Тоде го отворија заедно. А Џоле си остана во МНТ. Мене ствари Џоле ме викна за МНТ. Сега малце сум изгледа. Џоле МНТ, Антар е Хард Рок. Ама Антар беше во почетокот заедно со Томче Совија, мислам дека беше нешто или за МНТ. За МНТ или може за опремата. Така нешто, не. За опремата, он од Австрија носеше опрема, преку него највише влегуеше, оти он имаше австријски пасош. И памтиш ти електровојси, басови, не знам, джибиелите, строкаше музика внатре. Истерувавме ситен камен од бубрек. Немаше, ние ги знаевме, например, знаеш, и ти си знаел, јас сум знаел, например, каков дек има у огниште, така? Дека е тоа Аива, не знам кој 7700 со Dolby C, со све сме знаеле, мислам, знаеш, опремите сме им ги знаеле на памет. На памет. По диска, по на памет. Све. Тоа беше, и кога ќе седневме, дали памтиш дека тоа беше муабетот на маса? Да, што е подобро? Ти мале. Кој вади поубава снимка? Дали има бијас, тој дек за да високите се овакво? Да. Басовите никош не беа проблем, високите беа проблем. Па снимавме со Долби, а репродуциравме без Долби. Без Долби. Креваше шум, ама високите беа поубави. И тоа беше важно, бре. Да. Абе, сега од оваа дистанца смешно, ама тогаш беше, мислам, тоа толку имаше. Ке седневме у Чао и тука 3-4 сати за опрема музика. Абе, касетиве со музика. Еме, се сеќавам, пријател еден ми сними, значи живееше во Лондон и ми сними касета со тогашни некои топ листи. Нешто беше исто, ако се сеќаваш, дека изборењето на касетите им беше интересно. Да, и тоа се пушташе. Некое време во огниште и си ја слушам, јас сум ја дал некој да ја пресними касетата и ја слушам, уствари ја пуштаат со се зборењето. Тоа зборењето прошло, мислам, више 3 години, ама ја пуштаат со се зборењето. Во Матиники имаше една легендарна касета, не знам, снимена негде на крв или не знам која донесе, дали Густав, дали не знам, не ми текнува, со Дейвид Боуи, со Газолин, со Cat People, со најавата од диското си одеше, таа со години си ја пушта и така навикнавме, мислам, таа ни беше најнормално. Култна, тоа се преснимуваше, тоа се чуваш, бидејќи немаше CD-а, плочите се гребеа, касета. Ама знаеш што беше? Кажи повели. Најсмешно што беше. Знаеш да некого да пресними касета, тоа стално се смеам и тој ќе ја пресними, ама ќе ја извади лентата од неговата, се сеќаваш што штрафциерче, ами какви работи. За да биде звукот подобар и ќе ти ја врати преснимената. Ќе ти ја даде преснимената, а он ќе си ја земе таа и сега доаѓаш ти, нели, ја знаевме, си му дал хромка касета, таа црна лентата. Хромка. Церо 2. А он ти дава со кафеава. Одма знаеш дека е нормалка некоја купена од стоковна куќа. Пушташ дома, нема врска, му кажеш бе шурба, не знам. Не само тоа, ние како за парфеми кога правевме муабет, што е нормалка касета. Муабет не ти правам, човече. Или хромка или металка. Металка. Сестра ми отиде тогаш во Англија и носење металки ТДК, ема. После се појави тие ЕМР, тие јаките. Па кој ми донесе грамофон, Торенс. Знаеш што мислам тоа? Што да ти купам? Торенс грамофон. Кога дојдовме таму, кога стигна ден грамофон толкав, и сега го гледаме, ние сме утнале, сме слушнале што е Торенс, дека добар грамофон у тоа време као најдобар, го гледаме со мале, овдека скречови,
тешко. Вадење тањерот, тањерот 10 кг од торенсот, вадење, ставање плочата на тоа пластичното што го врти тањерот, мислам што го врти со тоа белт-драйвот. Ева ка се може. Зајде, торен скреч нема нигде, само мале и јас. Тоа мале прво чим ќе дојдеше опрема, прво да се рашкафи. Don't touch the lens with the finger. Ми купија мене Walkman, кога се појавија Walkman, ми купија меѓу првите сега у Скопје, онака Walkman со слушалка. Тоа се троше батериите на пола сат, знаеш, мислам, не смеш да премоташ, мислам, одма се троше. И на мале му го давам, и мале ми се брат вика 15 секунди. Шо? 90-ка. Шо бе 15? За 15 секунди ја смота 90-ка и прегоре. Он си пустал, си пробал за колку време може да ја премота касетата. И тоа после прегорело. Го направи после, ако сакаше, можеше да направи у тоа време што сакаше, ама требаше да го натераш. Тогаш нели, во 90-ти години беше да купиш компјутер, после во 2000-та беше мобилниот телефон, како и до ден денеска, а во наше време беше да имаш hi-fi опрема. Ето така. И тоа системче имаш она 3 во 1. Не, тоа беше студио, не студио. Не грамофон, кај се тоа тоа беше посебно да имаш појачало, посебно CD, посебно грамофон, звучници. Еве ги овие JBL-ите од 87-ма уште ги чува, а тука стојат повеќе заради како патина да има. Како да ти кажам, споменик да знам од кај доаѓам. Да. И навистина огромни пари дававме и денската шема, ако памтиш Љупа, ни беше да идеме еден кај друг. Овој купил нови звучници. Идеме да слушаме музика. Идеме на слушање. Седуење од сабајле до вечер, до искачање кај него дома. Па снимање кај него, па пушти ја уште една, слушај го овој дел, слушај го овој дел. Да. Па пушти, слушај овој. Така беше. Мислам, добро, имаше, па собиравме часописи. Кај кого идеше ти така? Добро, пошто мале го имаше ти. Абе, види, нас ни беше гуру у тоа време у мало, Манде ни беше. Манде што ќе ми каже, тоа беше закон, мислам, и он имаше некоја врска со Германија, еден Зелко Electronics, и пола мало, пола град купи у тоа време опрема, ние викаме, музикали тие декови појачала, купија грамофони звучници преку тој. Значи, сепак кај нас немаше. Се кај не се отвори, мислам, Техникс во Технометал во Трговски, немаше кај нас некоја hi-fi опрема. Ја првите што ги купив декови појачала, тоа беше од Загреб. Значи, знаеш како поручиме на невидено. Се јавуваме, можете да нам послати, дали може да ни испратите профактура, па тука ќе уплатиме. Представништвото на Техникс во Загреб? Не, GVC и Маранц. За GVC беше некој Банекс, за Маранц беше Велебит, една фирма. Како купија скапи. Да. 70% се плаќаше порез и царина. Значи тоа ако коштало, не знам, 1000 марки, уште 700 марки плаќавме за тоа. Отров. Ојди у банка, плати, не јас, мајка ми ќе загнам тамо да скришно од татко ми да па го покојем, па го лажеме дека толку е, да, пола ќе му кажеме, па ги вика дали сте нормални, колку пари сте дали за тоа. Ама така и кој ќе го добиеш, ти си главен фраер едно време, мислам, па декот ми не ми дава да ги носам по журки. И по тоа беше, кој ќе купеа други, ставање тука, миленцето до згоре, нема пипање, мислам, може да го пушти, ама татко му го гледа или не знам, брат му постариот. А мене ми дава да ги носам по журки. И се тоа ќе се изгребе малце, ќе се удри нека страна, ама ги носев. И потоа главен си у градот, носиш дек, носиш појачало, звучниците викаат, сакаат да прават журка, немаат опрема, немаат музика. И ти идеш тамо и така јас уствари се упикав. Така и постари да ме викаат и сега знаеш, си главен у мало со постарите, знаеш, те викаат, твојата опрема иде тамо свири да. Остана МНТ или преиде во хард-рок? Преиде во хард-рок, нормално, мислам да. Тогаш тамо мој контра диџокеј беше диџеј Бабура. Да. Ја и Мале бевме у МНТ. Така. А Боби и Бабура беа во Бабура покоен, да. Што памтиш од тоа време? За Бабура само најубави зборови. Ако имаш нешто да кажеш, ја би ти бил благодарен за тој човек. Абе, он тогаш почнуваше, значи тогаш ја кога почнав да работам во хард-рок, че Боби беше главниот диџокеј, а Бабура му беше чирак, како да кажам, ама чирак знаеш од кој тип, оној цело време гледа, овој дај лоч, мислам си го испече за наетот, како да ти кажам. Ние денски одевме тамо на терасата во хард-рок и слушаме музика по некое време, он си доаѓаше денски и сам тоа што навечер гледал како се микса. Кажи што е хард-рок, да не се бунат, пошто се чудат што е хард-рок. Што е? МНТ. Ој, МНТ.
Младински култур, МКЦ. Да. 25 мај во тоа време. 25 мај во тоа време, МКЦ. Тие простори не знам за што служат денеска и што се, како се, но тоа е делот оној до МРТВ. Антар успеа да го добие, да го земе, не знам што и како, и тоа беше една од подобрите дискотеки заедно со МНТ. Значи, нели преска зборевме каков културен шок беше културен, каков шок беше во МНТ кога влегов. Сега од МНТ па каков шок беше во хард рок кога влегов. Диско некој. Сосема мислам спротивно од МНТ бело нешто беше тука, не знам што некој звучи. Овдека влагаш, ама гледаш дека ова беше нешто на друго ниво. Некоја опрема имаше, знам се сеќам Клайн und Штекли, не знам така беше, Антар имаше со Тоде набавено таа година најдобра во Минхен на сајмот за аудио опрема, мислам најдоброто и тука. Подиум од Росфрей, се сеќам, им кажале овие кои ги ставите на подиум тие плочки некои од Росфрей, нема да се оштетат. Доаѓани нашиве со штиклите, цк, првата вечер. Партал. Вака, да, перфорирани, да. Нема дупки, ама така. Перфорирани. Да. Скопска шмизла. Скопска шмизла може за штат да. За Бабура нели почнавме муабет, доаѓаме денски, гледам, тука више сериозно се микса, значи човекот доаѓаше и денски да измикса и стварно мислам си го испече за наетот и си стана. Со мерак го работеше свето. Прекрасен човек. Одличен дечко. Мислам онака и со да ти е мерак, убави луѓе, мислам за тој период убави луѓе не. Знаеш, само што ќе кажам, ти и Бабура бевте исти. Едина разлика што си ти пологоречен, поише збориш и така натаму подинамичен, али милата звезда што имаше она добрината. Да, добар дечко, многу сте ми слични вие двајца. Он само беше поќутлив, онака, али прекрасни луѓе. Че смиеш ове запознав? Ние немало шанси да не се запознаеме. Ние Сакал Никел бевме, сите бевме во еден котел, како да кажем, тоа Скопје беше. Види, ние свесно влагавме у тој котел и без предрасуди секој што сакаше да биде у таа шема беше прифат. Да. Немаше омаловажување едни со еј ти си на Јанко или ти си Љупа, ти си од Тавтаниџа, ти си од аеродром. Не, како размислуваш, како збориш, како се однесуваш, не се гледаше кој е што е. Ја те викам дека тогаш имаше поголема толеранција спрема, да речам, различности, националности, геј групи. Абе, не сме имале проблем со него денеска што го има тоа. Извини на оваа моја констатација. Не сме се замарале. Не сме се замарале за тоа што не сме чувствувале загрозеност од никого. Значи ние сме си биле слободни, не си загрозен од никого и чим не си загрозен од никого, не бараш опасност од некого дека ти прети, да. Го кажа. Да, и тоа е. Како придовме во Силекс, во дискотека The Park? Во дискотека The Park, значи тамо беше веќе отворено, ама знаеш како тие нас не вика, ние бевме уствари нужно зло. Они сите гледаат да не избегнат, сега фативме после тоа една екипа сериозна. Јас, Зеко, покоен, Пиже, Зоки и Педжа, и кој беа сега со нас исто, не знам, после тоа ли беше или пред тоа Симит, Никуш, Берто, некои, и бевме, мислам, кај што ќе настапиме. Чешлар беше тогаш веќе они беа првите во Силекс. Чешлар, Игор Попов, не знам, Васе Поп, не знам кој, они беа првите, арно, ама ние, нешто, тој период така си ги меревме сите, ние некаде бевме поуспешни, да кажеме, и дојде Сакал Никел ова празно и се договоривме со Горан Дзинго. Може ова малце позумирано, зашо вака оддалеко? Позумирано. Мислам, да се прочитаат деталите. Добро. И тоа беше па сега беше па тоа после Хард Рок се отвори, ама беше па на друг начин интересно. Влагавме внутра, мислам, стварно имаше и тамо сериозна опрема, првите оние CD-ата што се SL 1200 MK2, се сеќаваш какви беа со тоа кругот за да можеш да вртиш. Кога дојдоа првите техникси прави дисџокејски, тоа беше. Не, тоа беше тамо кабина, да, па дим машини, оние со димови, со оние хеликоптерите, фог машините со све. Сериозно диско, да. И тамо работеше, да, The Park дискотека. Вие ги правевме кај Горан Дзинго, ги правевме дома, ќе отидеме. Ова беше, како да ти кажам, ова беше аусвајс, ова беше позивница, ова беше статусен символ. Си пише тој гратис, например, гледаш. Ова и доаѓаш и викаш, маче, имам 2 за вечер у МНТ.
или у Силекс. И ти си фраер веќе, сваќаш. Да. Она знае кај ке иде. Мислам, Па знаеш, шема беше. избегнува. Али ти си среќен, го знам, Љупа, ово, она. Само имавте еден проблем. Прво, ај не ми ги луѓето кои бевте таа шема. Беше ти, беше Пеџа, Брат му Зоки, брат му Зоки. Зеко Пиже. Знаеш како, имаше тука... Тие помладите. Помладите се... Ги памтиш ли? Не ги памтам тие ни беа, ја. знаеш како, тогаш се воведе са не знам кој чива измишлјотина беше тоа, почне јуниор забави. Значи ако почнува Junior party. да, сениор ако да имаше сениор беа. Сениор едни, беше од 10-11, од 12. да. И некој го воведе тоа јуниор. И тука се појавија, мислам, малце помладите од нас, не знам, Камењар, Да. Гроздан, не знам кои беа се не ми текнува. Добро, доволно. Да. Толку колку ти Да. текнува, ништо не си должен. И сега отидовме во дискотеката Парк. Се сеќавам на отварањето, Чешлар зема микрофонот и вика добре дојдовте на отварањето на ова кој не кому беше кој му го даде името Парк и вика беа во опции на микрофон го збори. Не знам кој кого го заја, тоа е можеби најголемата јадачка ужива што сум ја чул, само не знам кој кому, дали Чешлар на Пиже или Пиже на Чешлар. Ама тие, мислам, беа... Да, садови врзани, да. И вика, дискотекава имаше предлог да се вика Атлантис, да се вика Кристал, али овој Ајванов одлучи да се вика The Park. И знам само Дзинго, кој ќе беше врв на ова и ќе дојдеше Дзинго да има микрофонок. Да. И ќе му го давам микрофонот, пушти ме. И ќе го пуштам. Ама почнуваме со... Дискотека Парк! И ќе се издере. И толку. И иде. Го нема еден саат. После саат време ќе се врати. Која почнувавме со Кармина Бурана, со некоја класика почнувавме. Со 2001. Одисеја 2000, да. Нели кога го правев таа Значи, пред тоа имаше атмосферата. музиче некоја лагано и ги спуштавме тие Гасам хеликоптерите све вакво. светла, хеликоптерите се спуштаат. Се пуштат димот. У темница, димот. И одеднаш... Одисеја 2001 и првата И песна беше Connected. И одеднаш сите истрчуваат на подиум. Се еден податок... Не истрчува. Љупа, погрешно имаш. Добре, ги се разигрува. Сите беа на подиум, така, немаше чека да почне. Вака, стојат. Така И беше. знаеш она, а музика е на транзистор да слушаше 20 слуша. И кога ќе им ги здрвев тоа басовите, и сите беа со рацете. Не, фантастична шема. И прекрасни луѓе носевте. Значи, успевавте вие да го донесете. Ај, не можам да кажам кребот на Скопје, демек другите биле лошо. Ама луѓе кои стварно Тие сака што искача, значи ги што носете. сакаа да се забавуваат. Така, ете така. Немаше дрога, немаше тепачки, немаше криминал. Немаше непријатни ситуации, малце на врата нешто што ќе Една се решава. ситуација беше која се случи и тогаш Дзинго ја заврши, го затвори за секогаш диското. Дури опремата доскоро стоеше кога и ја работев таму. Тоа е некој фрли солзавец. Ау да, тоа што имаше И по скалите доле падна и погина, стампедо погина едно девојче. Трагедија. И он никогаш повеќе не го отвори. Да. Да ти кажам, ја пред 10 години кога дојдов у Силекс, опремата стоеше уште горе и Дзинго ми вика толку му беше уште мачно, значи после 20 и кусур години му беше мачно на тој миг, вика не можам ни да ја пипнам. Да, добар дечко беше, мислам, многу дружби со него имавме тоа време, да. Он дојде од Кратово со огромни пари и сакаше да стане добар скопјанец. Да. Како? Ги собра најголемите фраери, тоест вас, Пиже, Зеко, Шпана, Мале, ово она, и им рече, кои се најдобрите луѓе, менаџери, дисџокеи, ово она. Знам, Мале дојде у кабина и ми рече, од утре доаѓаш со мене, ќе работиме у дискотека Парк. А ја бев многу наапан на Томе и на Џолевци, одма прифатив. Да. Абе види, немаше Пошто проблем ме за пари. уапсија недела дена проблем. предходно полиција, 24 сата бев у полициска станица, мене ме уапсија оти била глас на музиката. Абе 7 дена во неделата работевме. Јас се сеќам во Хардрок кога почнав Кажи како се работеше од четврток до недела и кој све од Југославија доаѓаше? Во Хардрок не работеше еден ден. Мислам дека беше тоа вторник или не знам кој ден не работеше и кога почнавме ние како викавме го земавме нели, не сме го земале, сме биле на процент таму, сме биле менаџери. И се луѓе викаат, добро, ние кај идеме у вторник?
кој не работи Hard Rock. И моравме почнавме да работиме и вторник, значи 7 дена во неделата се работеше. Абе, времиња. И Што вика Facebook? но зборам дека шемата траеше до ниедно време сабајле. Да. Значи секој дневно, четврток, петок, сабота и недела се враќавме во 5-6 сабајле па и подоцна. Поготово па летно време. И прво се идеше на ова. Да. Режија може компјутерот само да се покаже. Ова Така е. беше главното. Така е. Имаше бурекджилници, на главната убаво напишал. Каде идеш? Па главната бурекджилница беше ова на Карши рекорд, нели, ванила. Меѓутоа си имаше бурекджилници. Тие во кисела вода едно време стана, знам, популарни Кичево, не знам кои беа. Многу. Па и да се отворија на Перо Аркадија и Кинг Бургер. И тие беа. најдов, да. Првата хранилница наша беше... Тоа е некој Биг Бургер, не е Кинг Бургер. Не е Кинг Бургер, али меѓу првите е ова. Ја не знам дали имаш Кинг Бургер и Аркадија беа Карши. Да. И тука имаше, тука беше поделено. Едни јадеа во Аркадија, други јадеа во Кинг Бургер, мислам. Интересно беше. Да, поделено едни од МНТ, другите од Сири. Ама немаше менаџирање таму. Не, ама обавезно. Мислам, тамо се завршуваше со јадење, ама и од тамо знаевме на јадење да отидеме во Аполон, да останеме до 9 саат бајле до Аполон. Ја викам, тука може човек да си легне, некој да си Каже кај беше и која држеше, каква шема беше. Да си отспие, да си стане у 7 саат, да си се дотера, се облече и да отиде тамо, да си се позабавља едно 2 саата до 9 саат. Па тамо беа, мислам, нели, Мичо, Мистер Джек и Димишков, Тапа. Они нивно беше... Мичо побара да го поздравиш. Поздравени, он се, Мичо, чао. И тоа беше стварно, мислам, тука работеше, нели, и МФ и она Бас, ама главното беше во Аполон. Во Аполон беше журката, мислам, тука, во тој дел. На тоа рамниште ние го имавме МФ, Аполон, Бас. Зизи Топ. Зизи Топ бе, да, леле. Ја не сум бил, например, стален. Јабев таму. Зизи Топ беа малце така, не по рокерски настроени, панкерски, мислам, малце така по можеш шема. ли да замислиш, не знаеш кај да отидеш попрво, човече. И вака идеш и кај ти е подобро или кај во сите ќе во сите влезеш. Да, сега пијачка ќе направиш, ама сериозно, мислам, журкање. Како не се алкохолизираше, пошто кога идеш овие да ги делиш, на шанк обично тоа беше, доаѓа пијачката, една пијачка ваму таму. Знам многу од менаџерите која дојдоа, па знам како поминуваа пиже и зеко, човече кој ќе дојде од тоа, веќе сателити. Добро, тако ви беше периодот тогаш, да. Издржувавте? Абе, како не? Имавме ние, мислам, пази, имавме концепција, тоа не беше туку случајно така. Значи, се знаеше, во Скопје беше, мало беше Скопје, се знаевме сите. И сега знаеш точно таа сезона, женски друштва кои се. Имаше, да речеме, не знам сега, по 3-4-5 женски друштва со по 3-4-5 девојки. И ти, главното беше, тие да ги привлечеш. Ке дојдеш, ке им даеш карти, тие срекни, пресрекни, мислам, знаеш, и ке ги дочекаш во диско. Не само што ке им даеш, некој ќе ги дочекаш во диско. Неколку жени, девојки беа клучни да ги имаш. Први да ги донесеш, ги донесеш ли тие? Тие беа наин, така? Да, тие влагаат без пари, ги носиш, ги качеш до горе од врата, ајде, после дај капутите, дај све, мислам, цел третман. На шанк, пијачка, никако пари давање, мислам, ама тие беа уствари главните. Значи, влечеа народ. Сега, после нив имаше, значи тие обавезно, тие ги баравме, знаеме кај ќе ги најдеме, ама и тие не чекаат, мислам, да дојдеме ние со картите, затоа што тие се и на подиум, на нив се пазеше, например, и по некој вратар вамо тамо да не ги чепне некој. По нив доаѓа машки. Некои, не знам, неколку друштва, млади згодни момци. По тие млади згодни момци доаѓа па друг прстен девојки, знаеш како? И тоа се шири и така беше, сам пунење. Ние скачавме со по 400-500 гратиса. Знаеш што тие беа големи дискотеки. МНТ, Hard Rock, Silex, после летните се кои беа, не знам, Текила или што ги збориме тука Естрада. Тие беа примаа многу луѓе, тоа можеше да издржи. 400 гратиса ти да даеш, у секој случај е подобро да ти дојат 400 луѓе да не платат карта, да се напијат пијачка, да ти функционира дискот, колку да ти биде празно. Така? Ама дојдат ли, ние знаевме кого да донесеме. Значи, тука беше нашето. Зошто? Оти, шо беше опасноста?
Како мислиш опасноста? Ако не дојдат тие луѓе, од што се штитевме? Не те разбирам. Во смисла, тогаш веќе почнува малце, како да ти кажам, да се спушта општото југословенско ниво. Влегува турбо фолкот, една друга почнува раја која знаеше, народ кој знаеше да биде и конфликтен и да се тепа, не беше у таа шема. Не го фатив, јас не дотера до тамо, знаеш што? После овој наш период, следуеше еден период, мислам, кога почна техното во Скопје. Значи, тоа беа, мислам, најлудите журки, можеби. Сега збориме подоцна 90. Значи, тука е више 90-та подоцна, веројатно. Plastic Dream, JD, ова, кога се вративме едно лето од одмор сите, кога сите видовме дека во светов нешто ново се случува. Скопје беше напредно, но сепак кога ќе отидеш негде, кога ќе мрнеш во Турција или не знам во Грција, во вамо тамо, летно време ги гледаш тие трендовите. И видовме дека тука нешто друго се случува и брзо се изреагира. Во Скопје брзо се изреагира, мислам, некои момци, наши другари, сериозни, мислам, техно диџеи станаа. Мале. Да. Мале гуруто. Ама почна и го снимија тој момент и газдите на дискава и тогаш престана да работат како класични диска. Иначе си беа класични диска со програма, со резидент диџеј, знаеш ли тоа? Си доаѓаат, си поигруваат на песните с програма. Тогаш престана диската и почна да се работи на оној систем, нели, кој диџеј каде е и така луѓето одеа. Значи не беше само диското важно, него беше кој е гостинот. И почна да се носат гости. Значи сериозни, најдобрите диџокеи се носеа во МНТ, во Метропол. Журки какви имало тамо, доаѓа од други градови, доаѓа од Белград, доаѓа од Бугарија, доаѓа од знаеш. Спие у кабин. Да, така беше. И мислам тука беа стварно луди забави и тука мислам види таа музика ти спомна турбо фолк и немам ништо против, не сум ја затекнал и не е мој факт. Ние знаевме во МНТ, се сеќаваш ли дека на крај кога ќе се отидеа сите и за душа ќе си пуштевме неколку песнички, да кажеме наши, и знаевме на крај да пуштиме Чудна жена беше Вера. Се сеќаваш? Си заборавам. Како да заборавам кога син ми направи нов спот, ја пуштав таа, чудно и отвори го пенџерчето и тоа ги пуштавме у врвот на забавите. У Силекс за Нова година две песни беа. Као штос. Отвори го пенџерчето и Чудна жена беше Вера, знам за Нова година у Силекс. Сите качени на маса, али толку беше. Толку. Другото све си беше бумпа. Немаше југословенска музика, не се пушташе, мислам пуштавме ретко, после почна Бело дугме малце. Трудевме Лондон шема да биде. Не се трудевме, него бевме. Бевме, да. Што паметиш од кафичите? Какви се твои, еве ги спомна Аполон, ги спомна Бас, нели тој во Козле трговскиот центар, но во Капиштец. Капиштец, пардон. Добро. Сори, години се. Шлефу. Булевар на Свети Климент Охридски имаше многу шеби. Да. Тропикана, Кристијан, Менс, како се викаше ова наспрат Зеленко што го држеше? Мейкап и Булевар. Булевар беше голема шема. Како не? Ја работев во Соме Булевар. И Трпе. Во Булевар работев од отварање на врата. Значи не знам како со Соме, мислам, не знам како беше, значи од почеток на Булевар. Од почеток на Академија сум работел, значи Академија исто беше сериозен локал на МИО. Академија. Уф. Кажи ми за тие два локала, што паметиш? Што паметам? Све паметам, мислам. Ништо не е за зборење? Па не, све е за зборење. Абе види. Убави времиња, релаксирани луѓе, немавме грижи од някакви екзистенцијални нешто да се плашиш утре што ќе биде, како ќе биде, не знам. Кафе бар, ајде идеме тогаш по ова. Вака гледам да не те цедам по спонтано. Кафе бар Коко. Кај беше Коко сега, лели? Тој беше на булеварот. Не, ќе те оставам да се чвариш, пошто мене ми тек. Да. На булеварот беше. Значи, под мейкап доле, во влезот позади беше. Многу кратко траеше, ама и тој влезе у шема. Таа залутала тука влезница, гледаш? Не можам да се сетам ни кој беше газда, знам пуштав музика, ама ништо блекаут сум тотален. Да. Само се сеќавам на името се сеќавам јас. Имав една згодна другарка Нина Маркич, понезе паметам толку. Она кој ќе дојдеше, понезе сурија луѓе. Една беше страшно атрактивна дама и сурија луѓе доаѓаше. Мене ми беше блиска другарка и
поне ја памтам. Ова е покана Hard Invitation Card. Што е ова од 21 до 3:30 и од 23 до 4:30? Ја видам. Аја види ја шемата, ми интересира. Имаше тоа посебно некое значење? А викенди е, ова е нормални работни денови и викенд. Аха, како работи? Да, значи обични Што значеше работни денови ако од има 9 до 3:30? печат позади, тоа значи да не го фалсификува Ја некој. дека гледаш, дека сме делеле по кафичи, ова било за во мејкап. Значи од Hard Rock сме ги делеле во мејкап и со тоа сме имали евиденција, знаеш како, сме знаеле на кого ги дават картите. И од кај ти доаѓа Пошто народот? ние делевме на тие што мислиме да им поделиме, меѓутоа ќе му оставиме на газдата или не знам на диџејот таму, ќе му оставиме 20 карти, 10 карти и да знаеме од кај доаѓа, значи да не биде сега не сум ја дал јас, еве ти си ја дал. Ако ни прати некого. Едно од најпретенциозните и кафани локали и места кои инсистираа да бидат светски беше Академија на МИО. Да. Како што самите ќе прочитате, Паризиен ду Академија. И Академија организираше забава Текила парти. во Текила. Објасни го малце Не, што беше ова е во Академија се организира текила Текила парти. парти, така. Значи Мио беше цар, ностоп имаше тука некој, значи не знам, текила парти, утре не знам, вакво парти, онакво парти, значи Што значеше тоа? Таква енергија, па сега што значило, нека пијачка текила идела по нека промотивна цена, се частало, мислам тогаш што не било проблем тоа. Ама беше цар, значи човек со таква енергија и со толкава енергија, не знам дали имало друг во градов, мислам сам се бореше, идеше сам против сите што се вика и таа академија одржа со години ја одржа. И таму работев од само отварање на врата. Тоа беше чудо. Пази го сега задниот дел. Ја не знам дали ќе може да се прочита. Еве ти позади што пишува. Спонзори Прочитај. Не, значи прво имаш DJ Рики Монтанари. Да тие он може Goods Love Company, не знам што значи. Он може и ги измислуваше, мислам, за да има ја нешто. ја пуштав музика. Специјален за него, мислам. Не, прекрасен човек. Пошто ја пуштав музика, special thanks stuff to агенција некоја, не знам што пишува. Добро, уметнички дизајн Тина. Гледаш? Доле клуч некој сервис. Али дали ова се почетоци на маркетинг тако во тој тип кај сега што пишува позади таму? Среда, wet body party. Сега, ај кажи го сега, објасни го ова. Значи обичен народ, не актери, обичен народ. Ние моравме сега, пошто менаџери, ние моравме да се глупираме. Меѓу првите, ако било wet body party, ние први влагавме и дај што е тука да се изнамокриме, да се изнаправиме, значи мораше пижама парти. Чекај се. Ти знаеш што ми направи? Да докажеме како доаѓаше Томе. Кога разбираше дека е wet party, обавезно мораше и некоја женска. И Томе кој ќе донесеше 2-3 женски. Томе беше за тоа, да. Мокри. Да. Со мокри маички. За него, да. И тоа беше атракција која ќе влезеше Томе со. Значи обични девојки се пресрамува и го правеа тоа и све тоа беше во зава. Низ мокра мајца. Знаеш ли што ми направија мене? Потоа имавме пижама парти и дали се сеќаш на како се нарече најголемата забава, ја ја памтам умната, дали ќе ја памтиш, кога сите дојдоа со пиштоли на вода, со маски, во костими за капење. Со пераи, со све. Маски, со значи, зборам двата подиума и внатре и надвор, беа луѓе у како за на плаж, бич парти. Бич парти навечер у Скопје у јули месец. Како да си не знам каде на нека плажа. Неповторливо. Не беше ми избледено све да ти кажам. Не само што избледено, идиоти сме. Една фотографија немаме од тоа. Љупа. Абе имавме како да ги убедам, ништо да ни снемено. Имавме сега со пиже правевме доста фотографии, тој период сестра ми беше негде во Германија, ми купи едно канонче така полуидиотче, мислам со убави слики што вадеше и видевме, имавме доста фотографии баш во тој кафичо тебе да го спомнеме на Силекс пред на паркингот. Како се викаше? Парадизо. Тука правевме таблоа. Значи тоа беше прво пред Facebook, значи се наоѓавме некои фотографии, денски навечер што ќе сликаме,
денски одевме кај Јовка и кај Јове Фуџи во Веро ги развивавме, правевме таблоа и навечер да дојдат тие што се вакво да си ја земат девојки, не знам, дечки, си земат фотографија да си земат за себе. Значи Фејсбук само што не беше на компјутерот, него беше доаѓаш навечер и се гледаш на табло, на зид, закачен. Имаме и фотографија некоја со пише со лентите од филмовите вака како правиме. Што беше ова? Радио Уно, Мед, Invitation Card, среда 23 часот. Што е ова, жити се? Што беше Мед? Не знам. Стварно не знам. Не се сеќавам. Не се сеќавам ни ја? Ништо чудно ја да со времето не се... Ти за галаксија ме подсети, сум ја заборел. Јас сум ги чим ампа не се сеќавам. Мусандра дискотека гратис. Мусандра е една од најдолговечните дискотеки во Скопје. Иако сега се ребрендира, го смени името, за жал, не требаше никогаш да го смени, заради историјатот. Добро. Ние на држава сменивме име, не па на дискотека. Може да го видиме? Да, Мусандра. Памтиш ова која година е се? Не памтам, не можам година. И таму си работа? Сигурно. Огниште го памтиш, го работиш? Како не, во Огниште работевме, значи баш тоаш го зема да го работат Мио и Манич стариот, не знам и уште еден ортак има, и тука беше модерно да се има шанкови внатре. Се сеќаваш во диската, во МНТ на пример има шанкови, подсети. Лонза, пијано, не значи, знам кој. Дискотека МНТ, но тој кафич имаше свој шанк. Па знам, имаше во парк кој се отвори овамо шанк, и таму идевме, се ти на пример ако си лојален на некој кафич, не знам, на Рома или не знам на Манда или не знам на кого. На твојот шанк, твоите шанкери, твоите луѓе. Да. И они ти даваат и карта да отидеш таму и таму си доаѓаш, ама како не знам, измислувавме некои работи само. Да, некоја синергија да бидеме поврзани, све да биде тука, да не бега. Еве кога го спомна стариот Манич, да се потсетиме на младиот. Да. Сашо. Тоа беа два кафича, едниот беше Ноќна шема во Мавровка доле, другиот Рома над него, а Рома ти Окапа Коски остаи таму. Ама да, и у Манда работев. Значи имаше некои, не знам како, види други време, може да ме замислиш мене на врата да работам. Ама нема, едноставно доаѓаш, дечко, не може културно ќе му објасниш. Полно е, вака, така, нешто ово, она. Мислам, со некој имавме, знаевме како со луѓето, ама па сега, ако знаеш дека ќе го видиш у очи, ако му се крвави очите, па ќе го пуштиш, ќе сврти еден круг, тој нема ни да се задржи, нема му интересно, само работата да влезе, да... Се сеќаш каква борба беше во булевар влагање? За секаде беше борба. Мислам, тука е... Ама пак беше, како да ти кажам, пак беше на некој друго ниво. Не беше исто и Манда, мали беа, Манда беше мала, ама многу беше шема еден период. Се знаеше во Скопје кој е кој, значи и тие, како да кажам, жестоки момци што беа, и тие нема да направат проблем заради тоа што и тие беа градски луѓе, како да ти кажам, на некој начин. Сега добро, со некои исклучоци можеби. Ама и од нив ги знаеш какви си, тој нема да направи проблем, ќе влезе унутре и ќе испие пијачка, ќе си плати, ќе си отиде. Пепи сега ми пише, вика, Мат беше првото летно диско во парк, Давид и Јаре, Кристијан, Аполон и Манда. Те поздрави, Пепи, денеска. Знам. Ќе му кажам ја него, сега утре кој ќе му отидам. Ме заборај скрос. Браво. Добро. Добра меморија. А се сеќаваш ли на Веспучи? Како не? На базенон. Сега кај што е Александар Палац хотелот. На тоа место беше празно. Се направи брод. Со едра. Брод со едра. Ја пуштав музика само да се подсетам на бубњарот што го држеше и што носеше опрема таму. Сега не можам да се сетам. Со долга коса. Зошто ми иде на... Сега ќе ти пише некој на Нонте, нема, се блокира. Летно диско на паркинг, значи, да. Кој имаше Орце, имаше опрема... Орде, имаше Камиказа, Камиказа мислам дека е подосна и уште еден имаше овој со долга коса, висок момак, многу фраер, беше бубњар во... Трте! Да. Фала ти! Да. Фала ти! Леле, сакам да го... Не знам ништо... Мислам дека за него мислиш, да. Значи... Он имаше негде тука види, ја кога сум работел, некоја продавница за гитари, за појачала, нешто така, мислам.
Сакам само да го поздравам затоа што И Антар со опремата, со Томче, со Баџо, со... Не, ама види, Орде и Трте беа баш онака опреми по стадиони Орде носе. имаше, кога го зема ракометното, дали се сеќаваш на ракометното? Карши Луна парк. Бетонското. Знам, со Боле пуштавме музика таму. Кога намести Орде во тоа време, една опрема, некои звучници, мислам, како да кажам, некои појачала, сае, не знам. Никој не го знае тоа место, али какви добри забави, а заградено све, народ кој ќе тука ти кабина влезе. направена, дојде внутра, пуштање музика, мислам, звук, ти да текна те разнесе. Мислам, знаеш како, не можеш да не заиграш на тој звук, на тој квалитет на звук, мислам, која песна да ти ја пуштат ќе заиграш. Басон кој ќе те зарипа, мора да станеш. А последно време тоа ако се сеќаваш, Томче го зема нешто, го преградија ракометното, па направи он во другата. Ја памтам со Томе дека бев таму, бидејќи многу често. Прво Орде го имаше, буквално, значи тоа си беше ракометно, да, ракометно игралиште. Оти со Томе, знаеш кај сме иделе? И Сарај базенот го држевме, ама тоа Томе. Абе, ја у Сарај бев првиот што се избања навечер. Како идеме со Миро Или у беше Холандија да го будалата? поздравам. И ајде идеме до ВЦ, добро, и доаѓа вика, ја у еуфорија може сум опнал некоја пијачка, а имаше период и сеќаш дека се дотеруевме малце за искачање, нели? Како не се дотеруевме? Со кравати, со Онака све, шминка, да. Шпанда у бале. Не знам, да, кондори, и вака ми доаѓа, ми вика, бе, топла водава, и ја уште со цел памет, вака се наведнем, топла водава, вака кога ми направиш транг. Пливам унутра, у Сарај пливам, у 5 сабајле, у 4 сабајле пливам, мислам, ноќно време пливам. Што да ти кажам? Искачање, кондури, бе. Тоа, у некоја кола влегов со некого, ме донесе до дома, по штрапки, по влез, по скалите нагоре. Виж, веќе наредната вечер рипа од скокалница, ама знаеш што требаше некој да го отвори, да почне. Ама и тамо беше денски, имаше опасна. Не требаше некого да го джитнат. Да. Иначе сакав пријеска ти кажам, кога кажа за пижама парти. Гледаме пижама парти, негде некој, не знам, се организира и тоаш доаѓа успавачици провидни. Ама чекај, се избестои балерините цел тие беа посебно, мислам, онака на подиум сите балерини ни беа тука у подиум, ги плаќа за да почнуваат играње, за да се собере народ, да не се срами. Слушај, да видиш, ја како сум се обрукал поштено, мислам, за сва времена. Гледаме пижама парти и ја Горас и Јаков тогаш го отвори на Примариус кафичот. И ќе идеме на пижама парти, се облакаме. Ја наоѓање од татко ми некои порхетни пижами, ставање овдека некоја мрежа, не знам што стаи по папучи. И доаѓаме пред као каде у диско во Кабрио беше, као требаше да биде. Еј, Кабрио, сега, ама гледаш, ништо да се договоривме, како разговараме. Значи, мора да си влагаме у збор за да излезе. Оти, нели сега кога го спомна парк таму кај игралиштето, тениско исто треба да се збори. Како па и таму клучен момент. Како бе, тука има една легенда, мислам, Славе Билј, тука тие забавите, таму Бобо и Дац почнаа да прават журки. Бобо и Дац со Мусандра и добро што се сети на нив. Прво почнаа, они си правели на други места, меѓутоа таму правеа, знам, они носеа опрема во тениско. А за ова, да ти кажам, сега ќе идеме ние на пижама парти, идеме пред тоа до Чао. Се паркиравме со кола позади, идеме во Чао со пижамите и сега влагаме унутра, ама ствари тоа беше летно време, не унутра, надвор митинг и гледаме дека ствари само ние тројца сме у пижами. Тоа другиот наредниот ден била. Али као, ајде сега више, тука сме и као, што, вака па знаеш и добро. И јас се застанување, прајање муабет, не знам, некои тука девојчиња, не другари вамо тамо, а овие као нешто ме зеде, ја вака им правам нешто блок, се вртам, нешто не ги рецкам, по едно време гледам ги нема. Значи, 1000 луѓе околу тебе, ти само у пижами. У петок, у 12 саат навечер, да кажеме, седиш тука, искачам надвор ги нема. Ја немам ни пари у мене, ништо немам. Значи, само у пижами, немам ни превоз, ни ништо, и сега што да правам? Викам, ако појдам негде, полиција ќе ме собере, мислам, ќе речат, овој каде со пижами, бе, побегнал од Бардовци, мислам, полека, онака, од дрво до жбунче, од кола, до вако некако стигнав до кај Тифани. И Тифани треба да го спомнеме, мислам, до кај Тифани стигнав. Ама ај сега поминам, од Тифани дојдов до... Као игра која се трга маглата, од Тифани дојдов до кај Булеваров. Ама Булеваров, што ти кажам, вака народ, вака.
И сега И никому не си необичен. Јас облеков горнава пижама, викам гол, вакам гол бе сумнив да му се степили навечер. И дојдов до Примариус, вие си отишле, двајцата Гора си Јаковси се Примариус во Порта Буњаковец. Кај балет. И се отишле до дома, со кола се пресоблегле у дуксерчиња, у маички, у фармерки, ме чекаат. Не знам што да ти кажам. Јадачка. Абе, што да ти кажам? Мислам, Ти зедоа жив? Да. Отров? Нема, ама тоа е и сме си правеле, тоа било едва чекаш некому да направиш за ваканција, некоја за да после Тоа беше 3 дена муавет. 3 месеца. Да. Упочно. Многу ми беа смешни оние работи, на пример, у Текила, идеме со мале, завршуваме и сега продолжува у Текила, бидејќи нели беше првен кафич, Да. па у дискотека, па од дискотека, Пак дури кафич. негде у 2 са бајле идење у парк, да речеме Текила. И со мале затворивме, бидејќи немаше многу работа, затвараме мната, морам да ти го кажам да се потсети, може ќе ти текнат тебе други работи. И седнуеме на дзидчето со ноџињата, вака си пафтаме. И пуно народ, никој не игра. Бумпа, 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 друг дижокеј. Да. Ни ани мале. И му доаѓа Зеко или Пиже, не знам кој, ни доаѓа до нас и вика, слушај, брат, ајбе, вика, на подиум, пошто немаше ни од овие балерини веќе немаше, кого да се викне, да се разигра. И као му вика на мале, оти он најмал, А мале да не играш на подиум. да, што да ти кажам? И вика, абе, ај истрчај се, вика, да овако. И мале му вика, абе, ајде, бегај, бе, ајде, ти ваков, таков. И одеднаш, у видеокругот, ама баш онака филмски, 50 марки се појавуваат. И имаш као цртан филм, мале насред подиум, Да, за него типично, да. Нема проблем. типично, Да. одма, ја да ти играм на подиум, Тие беа од на Мио Арсеналот беа тие финтите, да. Значи сите влагаш унутра и на подиум пуна, устари гледаш после тука и шанкерот игра и конобарите и вратарите и чистачите сите нешто играат, дека се после што е ова? кај ќе знам, ајде. Пепи нека ти пише за ако се сеќава. Кој се сеќа? Појма Не немам. знам, стварно. Сега го видовме. Ајде у кадар. Фибо, клуб Фибо. Ја не можам се сетам што е ова. Да. И мене ме збунуваш. Но Тоа е веќе ова е, што да ти кажам? House of Gucci. за Ова е Скопје. House of Gucci скопска верзија. Да. Баш така. Што ќе кажеш? Што тоа беше, Лонза не беше само бутик, Лонза беше едно цело друштво, како да кажам, еден стил, начин на живење у градов кој што они го фура, го тера, мислам така долги години. Стил, начин на живење у градов кој што они го фура, го тера, мислам така долги години. Тоа е јас мислам имав, како да кажам, чест да еден дел од тоа и јас присуствувам да бидам дел од тоа, мислам, благодарение на Васе, кој што онака, мислам, он знаеше да препознае во скопскиве момци, да препознае кој например нешто и така да го привлече во тоа друштво. Тоа е нешто не се опишува со зборови. Кој не го доживеал не може да се опише. Лонза е бутик и Прва прва на крај бутик, уствари. Прво е све други работи, мислам, начин на живот, стил на живот, кој што го фура, кој што стварно беше, па после, да, приказки. Објасни ме на оние што не знаат. Да. Значи, Лонза беше и фабрика, Да. каде што се произведуваше оригинално дизајнирана облека, Да. која во нивниот бутик се продаваше. Значи, првите сакоа, да речеме Miami Vice Style, Да. широки со потпунки у рамењата, подвиткани на поставата ракавите, сега оздола. одоздола не со кошула, туку со маичка, носење, да речеме вакви храбри бои, кожни јакни, сакоа. Значи, првата мода скопска која ја е памтам, тоа беше кој го произведува. А Мио беше првите Бутик Мио. Бутик Мио, првата, како се вика, модна ревија. Тоа беше во Огниште, втората ноќна забава во Огниште, и знам музика Шакатак ја пуштав
паѓа у несвесна Down on the музиката. street. Down on the street. Ја памтиш? Како може? Фала ти. Ја го донесов од Лондон CD-то и тоа беше, не знам, најшминкерската работа што Мио се правеше дешаваше. после тоа реви секоја вечер во академија. Тоаш беше, исто ти го спомна Мио, ама беше и тука имаше конкуренција опасна во бутик Бруно. Леле, тука беше, мислам, бутик Бруно. Да, тоа што со Бруно не е со Мио, мислам, али Бруно, така беше. леле. Мислам дека наш пријател памтиш ли првите беше бутици? прогласен за шпион на Бруно од страна на Што памтиш со бутициве ти како шема? Па сега јас кој ги памтам? Ја не сум Кој ги купувал памтиш? нешто посебно по вакво, ама Клуб 77 е веројатно така можеби. Да, можеби првата работа, да. Они така И јакни. Јакните оние кои ги направија монтките со ги скопираа или не знам Уште што беше. имам. Да. Уште имам, ја чувам. Клуб 77, Лонза, Мио, Бруно, не знам, имаше многу, сега не ми текнува, мислам, тоа Ова е академија, исто една за пропусница. Лонза ти кажам уште една приказна, кажи ми, те молам. влагаме у тоа време, значи како они функционираат, ќе те види дека имаш добра јакна и може ли јакнава да ја видиме и ќе симнат, мислам, ќе отидеш и ќе сошија, ти влагаме у Лонза, Чекич другар ми Мирсат, да го поздравам. Он беше така, знаеше, мислам, да се врати со најбоља гардероба, не у Скопје, него у Европа. И имаше некоја јакна, влагаме, ама беа поштени, значи вака се пишуваше. Кожна јакна, модел Чекич. И готово. Мислам, Сум го заборел. Модел Чекич. Да. Чекич ја купил, да речем, од Лондон, од од Германија, да. Али модел Чекич. Да. Налепници. Hard Rock имаше Малборо, а МРТ беше Палмал. Да. Ова се налепници и уште стојат како налепници. Ова не Каде е отворено, све беа? Не се отворени сите. Еднаш го отворив, искенирав неколку, ги сликав, ги ставив на Facebook, после гледам дека ги преземале, мислам, ги преземале многу портали. И нека ги преземуваат затоа што ќе остане. Ова ќе се распадне за 20-30 години. Новогодишна забава е ова во The Park. Гледаш? Да. Ова е новогодишна забава, 96-та во дискотека Парк, едно од, ако не се лажам, последните, не можам да се сетам. Сериозна онаква, Силекс има и Кујна, ако се сеќаваш. Кујна, здрава. брат, сериозна Кујна, со јадење лапачка. невидено. Значи, да. Колку работи сум заборел, мислам, после ќе ми текнуваат, ама Малибу, ете го огниште, Малибу. Тоа е што го зборевме. Малибу беше на Мио и на Манич и уште еден орзак има, мислам, ама не ми текнува. Али они беа главниот тука, менаџери еден куп, Чешљар, овие браќа од Тга за Јуџоле, не знам, кои све не беа, Шанкови, што е тоа? Годишница, дискотека Парк. Ами тие ги правевме, Горан имаше Двинго принтер по компјутер и кај него ќе отидеме, стаја ова, вамо таму беше цар да направи, он беше првиот дизајнер на вие. Леле. Еве, модна ревија Академија, 13.6.93, 22:30. Академија. Ова е Мио. Ова е Мио. Модна икона. А му текнува тоа во минута му текнува и одма се јавува, трча, организира, прави, наоѓа и вечерта стварно тоа функционира. Цар беше за тие работи. Денеска ако го следиш на Facebook, пак се сретнува со најубавите жени и манекенки у светот. Не може никој. Мислам, шармер не виден. Еве, чисто заради шарење, гледај овие дизајни. Што е ова? Силекс Кратово. Силекс Кратово. Ама од згора сме го шарале сами со ова рачно. Значи, со фломастери. Да. Со фломастери. Па правевме позивници црвени за женски, плави за машки. Режија кадар? Да. А овдека, чекај, држи го кадарот. Печатот. Силекс Кратово. Печатите. Па кога отворија Силекс фришоп горе на кај што е телевизијата сега, отворија фришоп. Пијачки, Дом Периньони. Да, Ladies Night. Ladies Night беше за девојки без пари, за машки да плаќаат. Тоа беше Ladies Night. Машките да плаќаат. И обавезно Cool and the Gang тука песната. Ladies Night. А ова? Хавана. Ова е веќе на Зекој на Пиже и на Бобо, да. Ова е како земаа Луна Парк и стварно го од корен направија сериозни локали уствари. Има тоа Хавана нивното, имаше сладкарница, пицерија, имаше и друг еден дел од другата страна, Мондејан што го држа. Ова е 991. Влезница Текила. Текила влезница. Во парк, во Луна Парк. Да. Диско клуб Текила. Ја овдека чепкам што ќе... Да, што ќе... Чекај малце.
Ао, што е ова? Гратис екстра клуб Метропол, The Park, дискотека, информации, резервации во нашуа Тифани Клаб. Сега има овдека 5 имиња кои треба да се дообјаснат. Да. Ајде, објаснувај. Режија, дај го ова во кадар, ја ќе го наместам. Значи, клуб Добро. Метропол знаеме кој е. Добро. Сега The Park, дискотек, сега тука малце јас сум збунет. Не знам што ди. Тифани на покоен Саше и на брат му на Ивица. Значи Тифани клуб, претпоставам дека тоа. Ова е Кој е Тифани клуб? Па Тифани е, знаеш, на партизанска кај што се врти тука во зградата. Така беше во таа куќата доле и тоа има за зборење леле. Што има за збори? Па ја бев едно време менаџер со Саше направивме сам бавча. Тоа, значи морам да го спомнам Перко. Абе, Морам да го спомнам спомној Перко. кого сакаш, Перко, ја нема да ти кажам за кого да за жал збориш. веќе 20 и кусур години не е меѓу нас. И ти не можеш да го прежалиш. Не можам да го прежалам, како и многу други луѓе, мислам онака, кој што може би остил најголема трага врз мене. Зошто? Па, знаеш како, таков човек кој што во градов беше така со посебна како да кажам, имаше посебен не рейтинг, не реноме, онака еден тип добар и мене како да ти кажам, ме издваја од сите и ја бев со него како да ти кажам, како помало братче секаде. Ама знае такво типче он малце и ја од друга страна скаравме еден период. Леле, не можеме тоа, дечко и девојка се скарат, не може така. И се сеќавам, баш само ме потсеќа Тифани, правиме отварање, ја и Саше каниме луѓе, а ја и Перко скарани и дошол сам. Тоа треба да отварањето да речеме 8 сат да почне, овој дошол уште у 7 сат и се смее вака. И така се смиривме, мислам. Многу мислам не можам да зборам за него. Зошто не можеш да збориш? А така, не знам како. За него го биеше глас дека е еден од најголемите Дон Жуани во историјата на овој град. Таков глас го биеше, да. Мислам, не е ова нешто лошо, нели, за мртвите се најдобро Така и е. за него стварно нема лош збор, но ова е нешто што не сакаш да го спомнеш. Па не, Ама таа легенда за него, ја не бев близок со него, ја прво што чув за него, ја слушав бројки како 5000, 10.000. Тефтерчедно имаше. И сега јас од него знам, вика, сега, не сакам да го кажам човеков, го спомнуваме во муабет и вика, тој имаше, вика, најдобри, ама ја највеќе. Женски за еден друг човек, што го спомнувам често вечерва, не е битно. Што, не треба да кажеме за... Па добро, не е важно, сега збориме, знаеш, човек, мислам, у секој случај, онака... Шармери? Тој ден денеска е уште? Да. Али овој беше, мислам, посебен шармер. И во тоа време доста богат, како да кажам, со стан во градски зид. Знаеш што беше тоа? Влезеш натре во некои теписони плави, со некои кожни гарнитури, со студија, со системи, со све. Немаше тоа во тоа време секој. Сега само објасни ми информации и резервации во нашуа Тифани Клаб. Ова не го разбрав. Што е Тишуа? Во тој нашуа Тифани Клаб они почнаа да работат со фотокопири. Готово. Саше и Ивица. Јасно ми. И значи продаваа копири, бе Дај го работече сега како фотокопирица, ова. беше и кафич. Дај го сега ова. Вака. Значи, ова е 15.000 имало промет. Процентот што го заработувал Љупа бил 4.500. 800 било расход, 250 било диџеј, 250 за диџеј. Ма добро, сега не гледам денешни Не, денари. Да. добро. Се кажувам. Пијачки, како вика, Тифани пијачки, 600 Дарко, Звер 600, Мале 500. Мале се 3950 извадено од 10.500, 13.000, ете, Поише тоа е расход тоа. и Поише расход, него промет што имало. Не е важно. Важно било добро Али, вечерта. кај ти останало ова, човече, ова е Ама твое. да. Не го ни знаеш, да си го чуваш. Да. А јас само едно ќе ти земам. Значи, со должна почит, Љупа, Да. најдов само единствена работа. Заради трте, еве го најдов. Да, ете го. Дискотека Веспучи. Качен на брод како Джек Спероу, Да. горе беше, пуштав музика, многу убава шема. Тоа е каде што е денеска центарот Борис Трајковски, каде што е Александар Палас. Не беше изграден Александар Ништо Палас, немаше, имаше само една бушотена бара
вода, да не има нафта, нешто Злато доздола. најдо. Злато најдо. Ама многу убаво лето. Едно лето траеше и прекрасно. И прекрасно. Што да ти кажам? Дискотека Малибу го спомнавме. Малибу, така. Види како ги миња там. Тоа е дискотека Малибу, а после Чеде отвори Малибу во Скопјанка, кафичко што стварно правеше коктел забави у вторник добри. Што е тоа? Кои беа Джоли, Софи и Меги? Тоа Мио сигурно нешто. Чекај. Негова забава. Чекај само. Јамајка парти, Джоли, Софи, Меги, парти, биле во тој бај, период сигурно некои Джоли, Софи, актуелни Меги. или некои гостинки негови, не знам што Академија. од некаде. Он знаеше да викне од Белград, манекенки од некаде и ние трчавме да видиме што е тоа чудо, мислам. Денис. Така. Што е Денис? Денис е, знаеш ти многу добро што е. Тоа е Тасино Чешмиче хотелот, популарно Шабан. Многу е старо. Шабан. Да. Ова е... Ти не пушташе музика, Баџо Пуштав, пушташе. ја и Баџо Да. пуштавме. Томе Така. опремата местеше, ја и Баџо пуштавме. Какви журки тамо, ле, Шабан. Сега е некој хотел, диско, не знам што. Да. Ова ќе го задржам. Ако. Може? Заслужуваме едно Сите вако земји си по поставава. некоја, да. Не, нема од Земји си, се. зашто? Она што мене ми... Да, и маната имаш Тие што има повеќе. дупликат земи, да. Да. Гарден бар Кактус. Тука има приказка голема. Сега не ми текне, јас сум малце Има више, приказка малце сум побркан веќе со годините, што се случува, како се здружив ја тој период со доаѓам тамо, ја веќе работев работев по МНТ, а ова Кактус го отвараат Пиже, Джовани, не знам кој беше уште некој со нив. Иначе ова е местото кај што е Маракана сега. Маракана ресторанот. Тоа немаше ништо тука, тоа беше кафанче кој што го држеше Джокица Лукаревски, мислам дека го држеше. Не се викаше Кактус, се Кој е викаше Джовани? Джовани е другар на Пиже на Аха, Јовица. добро, него. Јовица Ивановски, поетот. Така. Така. Добро. И они прават кафана и сега ја доаѓам со моторчево, ја ти прават од кафаната на Джокица што си работи со скара, со шприцери, со такви работи, прават онаква шемаџиски кафич прават. И ја доаѓам со моторчево да дзирнам што е, што прават и овие им треба нешто сијалица да се купи. Ја идам со моторчево, ја купувам сијалицава и останувам тука и со нив останувам наредниве 15 години, мислам тоа лето мислам дека искочив у јуни, а се вратив дома за после Нова година некое време. Ова беше неверојатна работа. Бевме вратари, јас и Шале покојни. Шале Бог да го Така. Значи такви вратари, како да ти кажам, двајцата джголјави заедно немавме, мислам. Кај беше 50. ова, значи, локација? Ова Маракана Маракана горе, беше. работнички салата. Оти го памтам Шале и во Чаршија. Па Нели ја и Шале- имавме па шеви? Да, ја и Шале работевме. Тоа беше шар некој Шар. панокиште се го направија диско, ја и Леле, вратарите, како што да се ти кажам. Еве го ова што не подсетуваше Петар. Да. Манда, Аполон, Hi-Fi, Med, Welcome Card. Hi-Fi што беше? Кај беше на Јаре. Каков кафич убав. Мислам, тука негде беше позади Радио Бран, ли кај му доаѓа тука негде локацијски, мислам дека Така? така нешто беше. Од позади Hi-Fi беше? Да, убав народ бе, убав народ бе, тоа Не, беше. имаше друга карактеристика покрај народот убав. Првиот квад 405, значи се што беше опрема Обичен беше ЛМК2. со Електростатски електростатици. звучници, да. Значи, таму идеше да се слуша музика во Ама врвен и пуштаа квалитет. убава музика, пуштаа. Тука мислам дека така не се посебно така не онаа класично што се пушташе по кафичи за џускање, него баш онака нека музика по квалитетна, не знам како да ја кажам. Да. Нема, ти благодарам што ги да донесе. направиме овие. како Да, има доста дупликати што е убаво, Да. нели? И што го викаат Ова е американците. една историја на Скопје што го зборат 90-ти години кога се живеело. Вака да те малце исчашам, па сакам некој пар работи од современо. Кажи ми, ја спомна Ванила неколку пати вечерва. Да. Многумина ја имаат во глава, за жал, веруваш ли дека не може да се Знам што ќе најде ме прашаш. Логото. ни логото, Веднаш го ништо постави нема. во емисија и ја барав ги нема, буквите ги памтам, Ништо нема, памтам зелено, но памтиш ли како, што беше, зошто тој бурек, Ванила, карши рекорд
беше најдобриот бурек во Македонија. Тука го спремаа тука, се отвараше тоа пенџерчето и тој како го заборев, мислам, со капчето и само даваше тука да одма. Никој не прави таков бурек. Нема таков бурек, да. Има уствари добри буреци, ама како ти кажам, тоа е бурекот според кој ние сега ги мериме буреците дали се добри или не. Некаде. Знаеш зашто не можат да произведа таков? Не им текнува штосот со ванила. Дури и овие кои отворија стара ванила, не го погодија, не им текнува. Да. Лиснато тесто беше, не тегнети кори. Лиснати беа корите толку тенки. Не се сеќам, ама стварно беше. Верувај на оваа килограми. Ама како јадевме, ај се кажем, немаше нож и вилјушка, со 2 вилјушки. Со 2 вилјушки јадевме. Така беше тоа. И ја памтиш ли ванила кола? Како не ја памтам? Еден од најдобрите пијалаци. Да. Го нема рецептот. Ја го памтам, уште ми е у глава, не можам да го извадам. Ако памтиш ли ти ништо? Скопска пивара, кога ќе седне... Не беше за Скопска пивара, не знам кој беше. Прилепска. Некој беше. Рекламата ја памтам. Се сеќаваш, дечко и девојка седнат у кафана и доаѓа конобар и прашаше што ќе се напиете, а викат ништо, и им носи ништо. Дали го има за ништо? Ја мислам дека ја најдов. За ништо, дека постои. Беше некој битер лемон, сега ќе ти кажам. Да, беше кај швепс некој беше таков. Некој таков швепс и беше главен штос, бидејќи кога ќе седнеме прво по кафаните во тоа време, знаеш што беше да имаш ти ладилник, ладно пиво да добиеш, ладна пијачка, мраз, ледомат. Па биравме бе, ти текну или идеме у тој кафе, зошто? Абе има ледомат. Да. Абе види, тука се функционира, долго време функционира кафичи кои што онака, што и да ти дадат, не беше битно пиењето толку, него да се влезе. А онака што се дигна нивото на кафетерии, на локали во Скопје, мислам дека тука почна со Рома. Еве го. Да. Еве го ништо. Абе го најдовме се. И сигурно добро е што да го зумираш ќе најдеш и кој го произведува, да, ништо. А лалди ме, гледаш, се чувале некои. Рекламата ја памтам, мислам. Чекај да видам дали имам. Страшна. Ништо. Пенлив? Штип. Еве го. Ко мамли се смеам, че... Како да не се смееш? Како да не, ова за рикање Пазар 3 се продава од Милена Милошевски, па го продава. Продавам пијалок ништо од 76-та година. И пијалок Пелинковец и така натаму. Види, на оглас го најдов. Да, бе, да. Еве го. Задруга. Како? ЗИК, црвена застава или Кој знае што е? Кој знае што е? Да. Пенлив, безалкохолен пијалок ништо. И што сот беше? Демек ние кој ќе седневме, нели еден ќе земе пиво, другите што? Ништо. Да. И ќе ни донесе 4 ништо, демек. 4 ништо. Така беше и рекламата. Тоа им беше идејата за да го направат, мислам. Да. Ај, добри што се, добри финти. Знам дека главната скара ни беше Метропол и бутките од Метропол, тоа беше најдобрата скара. Па дури Јоле со кафаната веќе го крена стандардот. Тука беше, мислам, тоа секогаш што искачале таму уметници и тие што биле, значи работела покасно, јас знам од постариве мои другари, знам дека работела до подоцна клуб на уметници. Али таму идење кај Јоле, тас кебаб, мислам, да каснеш или тие чурече у марамици, како го викаа, некои такви имаше, некои нафора, не знам. Збори. Абе, што да зборам? Не знам што да кажам. Ке ме хејтаат ако ја почнем да зборам, треба да зборам. Овакво. Главно тоа е тоа, мислам сега, знаеш, може да збориме ние уште. Ја направи страната Скопски урбани ликови, искрено да ти кажам, која, нели, убаво рече, за жал стана како читулја. Да. За жал сите тие полека си заминуваат, а требаше да биде едно позитивно место точно на твојот карактер, да се подсетиме на сите тие ликови. Да не се забора, да ги ставиме. И така и почнав јас, прво ствари ја направив Скопски приказни, ја направив прво, како страна. И беше идејата, шоте. Да, идејата беше, леле, поздрав до него, мислам дека
не можеше да не ме викнеш во емисија после него, 10 пати не ми извади од уста. Да. Зашто сме многу добри другари и се гледаме стално и во тоа бипе тафталиче, како да кажам, со една добра цигла сум вграден и ја. Не зборам за финанси, него онака. Човече, ти не знаеш како се осеќам ко Скопје да сум го ослободил, што те го донесов у емисија, еј. Што те направи, нешто, знаеш што направи Чоте? Што те направи Кажи. нешто што не може Зошто е он значаен, кажи. Па направи локал во алуминка позади, кај што мислам разбираш, никој никогаш не едел, направи локал да доаѓаат луѓе и како некогаш во секое време да знаеш дека некого ќе најдеш таму. Значи можеш слободно сам да си дојдеш да испиеш пијачка, ќе најдеш. Знае да не ги кажувам сега кои се таму, како мислам еден од нив и ја, ќе си најдеш луѓе како на времето, да се поздравиш, да си застанеш, да се насмееш, пола сат да испиеш кафе и да си одиш. Секоја чест. Старките кога се појавија први ни ги заменија Шангајките? Да. Леле, која шема беше тоа? Ја имав од моите другари, можда, не знам, не се сеќавам, Гораздан имаше некои црвени, а ја имав плави. Леле, ги купив од еден другар, него му ги донел, не знам, татко му од некаде, не знам, не ги сакаше, мали му беа големи, плави, високи. Леле, старките, па дај ми да ги носам, бе. Еј, тоа беше, дај ми ги памерките, дај ми ја јакната. Идејата на групава беше да се извадат тие скопски приказни што урбани, да се стават. И така и почнав, мислам, прво почнав ја да пишувам по некои што ги памтам, после почна и други, меѓутоа така се расшири, а тоа е тоа. Тој што сака да бара за Скопје, тука многу работи може да најде. Еве ти. Која година е ова, човече? Па пишува горе, Пулс. 91. Да. Војната во Кувајт со Ирак. Тука имаше кога го направив ова, не знам, сега као некоја тема, да речеме да ги наброиме, не знам, сите знаменитости. Да. И да сега да кажеме, јас сум ги напишал моеве, да кажеме, Сретен Костич, Реа, сум ги напишал, не знам кои други, и почнуваат да си ги редат малските. Абе, имаше, знаеш, на објава имаше по 1700, по 2000 коментари. Како да ти кажам, нешто што не може да се замисли. Се сеќаваш ли на ова? Езерце, како не? Какво прекрасно место се Урниса. Урниса, Горница, Горница, да, и стои така, барем да ништо да направат, ако не барем струши го, нека биде линија, ама тоа стои така како и ова и кермес. Ја не знам, мислам се не навлегувам во Тој што сакал да го земе, инсистирал на 2 спрата да бие, овие му рекле дај бе, немој овие не. Тоа више да не навлагаме у тие муабети, ама штета е мислам да не постои такво место да не постои. Ама веќе ако не постои, стариот Луна парк беше таму од другата страна. Да. Езерце, ле, какво место. Како епицентар беше, не можеш да го промашиш едноставно. Љупа, што правиш ти денеска? Јас денеска што правам? Ништо. Што работиш? Денеска работам, значи Фејсбуков ми стана Си имал состанок со Пепи денеска. Да? Да. И како другари повеќе да се видиме се што нашите татковци работеа заедно и ние со Пепи сме и со Давид другари од деца, како да ти кажам, од најдеца си одевме по дома. Една година мислам дека отидовме заедно и на одмор во Грција, ние и мајка му на Соме со брат му беше со нас. Значи така, дружба имаме стара, не сме се виделе долго време, така се видовме, си направивме убав муабет. Јас што работам? Значи јас од кафаниве, од дискава, од све, едно време више знаеш што ти доаѓа, се заситуваш и почнеш више да не можеш да поднесуваш кафани, да гледаш диска. И се повлекувам, почнем да работам едно време во едно проектарско биро. Извини, само пред да го кажеш тоа, кога веќе напушташ, кај си, кога последните, кои години се тоа? Абе, не знам кои се. Тоа се веројатно 2000-та. Така негде, пред 2000-та, тука не знам кои се тие. Со појавата на техното, на тие некои журки, се смени концептот на дискотеките. Веќе немаше потреба тој тип, мислам... Дрога, пријателе, спидови, дрога. Не само тоа, него, знаеш како, се правеше забава, дошол да речеме тој диџеј и тука, почна, немаше место, простор за нас, ама и јас бе, веќе, знаеш како, веќе и години, да, уморно беше, напорно беше тој живот. Изморен, ти живееш на страна пари, колку и да зимаш, мислам, џабе, кога денот ти е ноќта ти е ден. Ја више знаеш како доаѓаш. Вечер са бајле се прибиравме. Да.
И плюс се види некој вид слава е тоа што сме го имале. Ти мораш да идеш по улица и цело време само викаш здраво, 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 на секого здраво, 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 пошто цел град мора да те знае за да влезе во диско, во кафич, мислам, ја веднаш со седем правев муабет. Аме тоа е интересно. Идеме на настап на една музичка звезда и тип ми вика, ја влагам у веце, вика влези, вика, ама како ќе излезеш од таму не знам. Деве викам, дечко, што стана, викам проблемов, вика, дечко, јас сум од Скопје, вика. Ама знаеш ли, вика, дека од тебе не знам како изгледа диската у Скопје. Аман викам, шо? Па се отворило МНТ, дојдам на врата, ти ми викаш, дечко, не може, знаеш со добар, си идам. Се отвара после месец дена да кажеме хард рок, идам на хард рок, у хард рок пак ти на врата. Дечки, не може. Се отвара Силекс, доаѓам у Силекс на врата да гледам тебе. И мислам, пак ја свртевме на зафрканција работа, со дечко си пијачки си викавме, си насмеавме. Сега ми го кажуваат па за групи, не знам зашто беше, вика. Што е, вика, со групи, вика, сакам да објавам, они си пробуваат, мислат дека така е, сега ние правиме група, сега која што отворена кој што сака да објави, не е така. Не може сега мода да модерира. Да, не само тоа, него сега му текнал, ајде ќе си го рекламира овако. Не можеш, мислам сега. Вика, сега вика сакам вика да објавам нешто таму, не може. Не може. Пак не може. Пак не може. На некој начин им стојам. Доста луѓе. Да. Арно не те згребавија од чотек. Не. Не, премногу те сакаат, се шегувам, на иронија го кажувам тоа. Не бил таков наступот наш никогаш секогаш мислам ќе видиш. Имаш ли пропустица? Не. Малку да видиш некој нормално облечен дечко, девојкова се влагале све тоа. Да, облеката на некој начин беше филтер, за жал некому му се допаѓаше, некому не, скопски урбани ликови. После дојде, значи, од кога се направи таа скопски приказни, таа ќе има сега, мислам, сериозно продолжение, ќе има скопски приказни. Ред беше да ги издвоиме и ликовите, значи не само тие приказните, него да ги извлечеме и кои ликови биле во Скопје. И тука пишува во описот, значи тоа не се само луѓе кои што ги знаат, него кои што оставиле на некој начин, некој мал печат во градов убав или уште оставаат. И да ги извлечеме. Има тука еден файл, тогаш бевме администратори и скопски приказни на скопски урбани ликови, четворица бевме јас, Чешљар, покоен Ангел Папеш, Јасна Шоптреанова и Бранка Костич. Ангел Папеш почина? Да. Бог да го прости. Ангел Папеш. Да. Млад човек, бе. Па млад, многу млади, ама да не збориме за тоа, не. Да. И како да не збориме, бе? Кога ќе збориме, бе, Љупа? Добро. Тоа е. Еве, го зборевме и овој. Сега ме шокира за Папеш. Да. Не многу луѓе, тоа е преска што кажа ти, мислам, социјални мрежи стана скопски урбани ликови. Град сме и под еден кров, ама толку се отуѓивме. Многу. И вака ќе ме шокира сред емисија. Да. Сакам да кажам, направија тогаш, мислам дека Јасна Шоптреанова го направи тоа има еден файл тука во скопски урбани ликови, не знам. Каде да го најдам, како да го најдам? Горе да го отвориш, не знам, најгоре негде, на home иди на почетната страна, тука ќе баре files, кликни на files. Не, тука и види што има? Легенди. Скопски приказни интро, видео. Скопје ПДФ, фото, урбан, Скопје Resurgent, Track Time, Скопје е најубавиот град на светот. Што бараш? Файл PDF или не знам што е, валјда или Word или како е. Добро, и што? Тука се сите што се објавени во групава ги има наведено по азбучен ред, значи средено. Ај види тоа легенди. Па ова легенди најверојатно е тоа. Ќе го отворам ова. Нема ништо. Документ, ќе го отвори. Немам вордови овде, ја ништо на овој компјутер. Сега да кажам, тука има материјал за некој што сака да нешто да научи за Скопје, може значи да ископа чуда. Ја ќе го користам тоа, искрено. Секој Зато сега луѓето не разбираат сега конкретно за оваа група, вика, не си го ставил тој, не си го ставил овој, го нема. Не, група е, луѓе. Значи, ставете го. Не треба ја да го ставам. Сите, јас сум ја направил групата и сум администратор. Сега стај го ти. Зашто да го ставам? Нема време да ти кажам. Значи,
ни сведоштвата за Христос у Библија не се од еден човек прецизно точни. Да. 4 евангелија секој како го доживеал. Значи не инсистирајте точно саат или презиме или буква. Повеќе побитно е емоцијата да ја пренесе. Моабетот ми е, знаеш како, некој и со обвинување, си го ставил тој или го нема тој. Види, јас не сум можел сите да ги фатам, не сум можел сите да ги научам, така? Значи тоа што сум ги временски и секако и физички што сум ги опфатил луѓето, можам да ги ставам, ама сега некој имало и други со кои што ја не сум се дружел, не сум ги запознал, стави го, запиши го. Исто е како да сум го запишал, да сум го ставил. Леле, таман ги издвоив тие две за мене и ги вратив, ќе те држам долго. Но еве за крај она што ти го работиш, да спомнеме и оваа да со го Буреков. спомнеме ова Здрава храна, МК верзија. Баталија, немаме да, време ајде. за 5 минути. Сајт на годината. Сакаше ова да го промовираме. За што се работи, повели? Па тоа се работи за избор на сајт на годината. Веќе 12 пат се одржува оваа година во организација на Media Solutions. Значи агенцијата во која што јас долго време работев и која што научив многу работи и сега соработуваме така многу добро. Има повеќе категории, се доделуваат награди во повеќе категории, значи како и секаде во сите земји што има избор, најдобрите сајтови. Значи да отвориш тука ќе ти сега не можам да овако да Освен престиж, има некои посебни награди, спонзори, нешто, ќе има некој евент, некоја вечер, журка, ние правевме, значи до пред 2-3 години до појавата на пандемијата правевме тоа се убави, мислам, онака баш ивенти со доаѓа од сајтовите, ќе им кажеме, значи ние не знаевме уствари, него знаевме еден ден пред да се доделат наградите кои се, ги викавме да дојдат, им доаѓаа многу други луѓе. Убава манифестација беше, но сега лани и преклани дали беше? Не, лани се одржа онлайн и оваа година сега ќе се одржи, ќе биде онлайн. Значи сега се отворени номинациите. Се номинираат во повеќе категории, можеш да го кликнеш тука, ама кој сака да номинира, значи имаш кликни номинирај веб. Еве ги категориите во кои што може да се номинираат сајтови и има тука меѓу другото има најдобра имаме најдобар Facebook или Facebook, Instagram или најдобра Facebook фан страна или група. Да, добро. Тука имаш храна, убавина, ги наоѓаш тука. Па види, престиж, да, престиж е. Најдобрите се бираат заради тоа што мора да го имава, да се издвојат тие што стварно се потрудиле таа година со работа да бидат некако издвоени, означени. Еве, да. Кој беа факултете МК прогласени? Тоа е 2019, тоа е последниот избор што беше во живо, лани беше одеше онлайн, да. Ова е во ЕУ центарот се одржа. Иначе сме правеле сериозни, мислам, манифестации во МНТ. Има ли годинава пак нешто? Пак ќе биде онлайн. Кога ќе биде? На 27. Значи номинирањето трае до 13 февруар. После од 14 почнува гласањето. Исто на истава страна на сајт на годината.мк и до 26 трае гласањето и на 27 е прогласувањето на најдобрите. Видиш, убави девојки дошле дека све дами во IT секторов. Да. Браво за сето тоа. Љупа, уште недела дена да до кај збориме. сме? Па на почеток. Погледни колку е саат и кажи ми дали имаше доволно време, пошто и онака ќе јадат бурек твојве Јанко свиња дебела, многу збори, ваков е, таков е, ќе го палиме. Дали имаше простор доволно да се изназбориш? Па имав, да. Дали имаше простор да кажем? кажем? Работи не кажавме, многу луѓе не се Зошто некои работи ги пречутуваш? Мислам, што ти не пречутува свесно. Погрешно се изразив, сватиме поинаку. Да. Не дека криеш нешто. Зошто емоцијата не ти дава за некои работи да збориш? Што е шармот на Скопје покрај луѓето? Тоа е моето прашање и последно. Што после све ова откако зборевме, што е шармот? После све ова, сега не знам, шармот, ти кажав, шармот сме ние луѓето. И сега ние, нели, сите се жалиме како повеќе не се живее така во Скопје, како се сменило, нели, отишло на полошо, дека сега ние истите тие кои што во тој период сме функционирали, кои знаеме како се функционирало, како било, да дадеме еден напор за пробаме да се врати дел од таквото живење. Значи напор во смисол со личен пример, со однесување, да дадеме
така да ја повлечеме работава малце да се сменат некои работи на подобро. Сметаш дека ситуацијата кај нас би се сменила ако ние како луѓе едни спрема други се смениме? Па да, мислам дека би дале добар пример и дека може. Се уште има, мислам, не губам надеж, но иако сите викаме готово, не е готово ништо, додека мислам на многу луѓе веќе им е доста од тоа како до кај отиде работава, зборам секаде отиде на малце во некоја лоша насока да се врати тоа живење со почит, со разбирање, да не бидеме толку нервозни, да не бидеме поделени, да не знам како да кажам. Љупчо Ангелов, Љупа. Кажи, Јанко. Јас ти благодарам за гостувањето. 120 минути и имаш уште 3 пати по толку. Ке дојдеш пак. Ќе дојдам. Ке ми биде чест и задоволство. И мене. Почитувани гледачи, благодарам што вечерва бевте со нас. Лека ноќ и пријатно. Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Што мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. да кажеме парот е за Донесу одлука за изборен моќност. Затоа Црвиновски на Република Македонија. Се разгледаше Ще ги разпредели, не знам што става. Ја мислам. сервиси, сапорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малце поарт. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите 2 чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на Интисектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Изнесе отказвам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено Јанко да те гледам, сакам. Да, знате да уши поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книга да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик и
тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН? Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Смејам? Еве, чизкейк. Може за госпожата? Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиела. Зашо мајка му чисти, пере, готва, татко само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам, ќе се... Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре бе, на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ке ми игра во представата и прв пат ке се појави во театар. Конечно да представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да те вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Би имам еден брат, абе тие Далтони шо вече трите аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на водниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојот одгоре. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина,